Минути за првиот разговор, но овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Споменав и на почетокот на емисијата дека 2 април е меѓународен ден за подигнување на свеста за аутизмот, а ние во Македонија наутро уште еднаш денеска ќе потенцираме колку е неопходно да ги прифаќаме и поддржуваме различностите. И често сме говореле за тоа дека лица со посебни потреби нема, потребите не се исти, но за жал со нашите гости уште еднаш ќе потенцираме дека поради одредени системски пропусти задоволувањето на истите за различни категории на граѓани и не е исто. Гости во студиото 3 на Македонската телевизија, односно гостинка ја имаме Лепа Ѓоргиевска, логопед, и на скајп заедно со неа Ирена Лозана. Добро утро и добре ни дојдовте. Ирена е инаку мајка на Кан, една од многуте храбри мајки кои што се борат со ветерници секојдневно, ги надминуваат сите препреки да им овозможат нормален живот на своите деца. Добро утро, Ирена. Добре ни дојдовте. И вие, Лепа. Би сакала да започнам со вас. Лепа, за аутизмот како состојба и диагностиката на истиот сме зборувале често во утринската програма, но она што е важно е да потенцираме пред какви се предизвици се исправени и семејствата, за да се овозможат колку толку нормален живот. Каков предизвик за вас е работата со деца со аутизам низ годиниве? Вака, да, јас веќе наназад 6-7 години работам со дечиња кои што се на аутистичниот спектар на нарушување. Да, тоа представува предизвик. Ние секојдневно се соочуваме со различни предизвици од тоа кога тоа детенце ќе дојде кај нас, прво да не запознае нас како нови личности, да се адаптира на нас, потоа на нашиот простор, различни пристапи, секој детенце е различно. Меѓутоа, покрај предизвик представува и особено големо задоволство, бидејќи овие дечиња нас секојдневно ни учат како повеќе да сакаме, како повеќе да се радуваме на малите нешта, како малку да забавиме во овој наш екстремно брз живот, така да покрај тоа што е предизвик, секако и особено задоволство. Но често зборуваме за прифаќањето, за да можеме да прифатиме и ние да се менуваме, треба да знаеме едноставно какво е секојдневието и кои се секојдневните препреки кои ги поминуваат семејствата. Во тој контекст, Ирина, би сакала да започнеме со вашата приказна. Кога и како ги забележавте првите промени во однесувањето и развојот на Кан? Кај нас суштина се случи речам малце побрзо. След вакцина почнавме да исчезнуваме. Само да текот на неколку недели или еден месец, Кан престана да зборува, веќе не реагираше, праќаше така. Сепак и покрај требаше нели повеќе одеднаш во еден. Тоа беше 2 години, еден имаме 13. Колку е временската. И откако ги забележавте првите промени во растот и развојот на Кан, што се следуваше како диагностика додека да дојдете до конкретната диагноза, дека станува збор впрочем за аутизам? На почетокот дека да свати дека нешто на вистина не е. Потоа аутизмот не беше така како состојба, немав никаква представа чува на детето. После некој ја отидовме там можеби 2 години, 3 години со функционален развој, за да на последните години биде аутизам. Лепа, до ден денес не е сосема јасно расчистено која е причината за аутизмот, но сите стручни лица кои што меѓу другото и гостуваат кај нас во емисија зборуваат за тоа колку е важна навремената диагностика и навремениот почеток на третманите за децата да може да се развиваат правилно. Она што можеби како информација ќе биде добре дојдено и за родителите, кои се оние први симптоми кои укажуваат на аутизмот, кои се оние промени во однесувањето, кои не смееме да ги пропуштиме,
Да, вака, за жал причината се уште не е утврдена. Се зборува дека станува склоп на околности, значи голем број на причини, меѓутоа раната интервенција е клучна, тоа е дефинитивно. Што родителите можат да забележат? Во принцип, тоа се симптоми кои што се појавуваат најчесто веднаш по раѓањето на детенцето. Обично овие дечиња имаат потешкоти со спиењето, потешкоти во доењето, детенцето не се припива до мајката, тие се преосетливи на звуци, многу често постои отсуство на страв, намалена свесност за околината на луѓето околу него, како и намалена свесност за активностите што се случуваат околу детенцето. Подоцна тие симптоми се позабележителни. Имаме веќе проблеми во говорот, кога зборувам за говор, зборувам за оној и рецептивен говор, односно како детенцето го разбира говорот, секако и како детенцето зборува. Многу често овие дечиња имаат промени, потешкоти во говорот, а уште почесто и целосно отсуство на говор. Потоцно зборувам и за невербалната комуникација. Овие дечиња имаат проблем да ги разберат и да ги употребат гестовите, мимиките, потешко им е да разберат фацијалната експресија, говорот на телото. Исто така тие се многу често и преосетливи на дразби. Било тоа да се визуелни, аудитивни или тактилни дразби, овие дечиња знаат особено да реагираат на звуци, знаат да реагираат на допир. Многу често родителите се жалат дека тие не сакаат да облечат нова блуза, затоа што всушност тактилно, односно допирно таа им влијае, знаат да им пречат и боите на облеката, боите во околината. Потоа други потешкоти кои што можат родителите да ги забележат се и проблеми во моторниот развој. Овие дечиња често пати подскокнуваат, трчаат, мафтаат со рачињата, при особено голема возбуда прават и забележителни гримаси на лиценцето, имаат потешкоти во имитација на движење и секако потешкоти во исхрана, потешкоти во прифаќање на нови простори, со тоа што тоа се навистина голем број на симптоми, меѓутоа е убаво да се следи и при најмал симптом да се консултираат. Ќе ставиме акцент малку на говорот, тоа е ваша специјалност. Гледано во целина, децата со аутизам и не сакаат многу да зборуваат, избегнуваат ситуации каде што има говор, токму затоа е важна работата со логопед. Колку има ефект на долг рок, гледано од вашето работно искуство? Да, вака, овие дечиња пред себе дека имаат проблеми со социјалната интеракција, од таа причина и доста често избегнуваат контакти, било тоа да се вербални или невербални. Подоцна затоа што навистина имаат потешкоти во говорот, на дечињата навистина им е тешко, те исто така избегнуваат да зборуваат, како што кажавте. Меѓутоа, со работа навистина може многу да се постигне. Ние како логопеди првично што работиме на тоа дечињата да не разберат, бидејќи доколку детенцето зборува, а не разбира, тука веќе му е навистина тешко. Првично работиме на рецептивниот говор, како тој не разбира нас, а потоа на експресивниот говор, затоа што овие дечиња имаат проблем со граматиката, многу често им е тешко да спојат реченица, потоа имаат потешкоти во употреба на сврзници и предлози, зборуваат во трето лице многу често. Меѓутоа, навистина со добра работа и со особена голема заложеност и на логопедот, заедно со дефектологот, а особено на семејството, се постигнуваат резултати. Ирина, претпоставувам првичниот шок е нешто од што треба време да се излезе, но она што ме радува е што и вие и вашето семејство не чекавте долго и одлучивте да си дадете шанса и на себе и на Кан за нормален живот, борејќи се од една страна со новонастанатата ситуација и од друга страна со сите системски препреки. Како изгледа секојдневието на Кан во моментов и каква се помош и поддршка му е потребна? И колку од оваа помош и поддршка плаќате вие, а колку има придонес државата? Така, сега во ние сме по период од живот, се помалку не треба поддршка. Во моментов Кан има само персонен асистент кој што треба да нас изведи. И го изминатите 3 години асистент, но кога по-конкретно подготвим съм Сдруженијето има социјал бесплатно да одиме тоа еднаш пет, во тој причина ние средства да платиме за максимум. Симо како институција што дава да ни даде диагноза, може повеќе компании кои што можеле да ги купат за пониска цена, бар послушно, jednostavno ne možemo da mogu biti сега државата
никаква поддршка. И да речам, да со аутизам, посебниот додаток, асистенtica со напред. И колку третманите и поддршката која има Кан му овозможуваат нормален тек на животот? Кан иначе треба да споменеме инаку дека оди во редовно училиште. Како функционира таму? Каква му е комуникацијата со другарчињата? Му помагаат ли тие во секојдневието? Како напредува во образованието? Кан да оди училиште има што е така практично искуство во училиште и самовата училишта. И поради тоа мора тие исправме во специјално училиште, поради факт излезе дека ние веќе травма, што ни е задоволство. Има посебно училиште. Значи, таму се спојат да работат условите. Сега, благодарение, ние бевме во училиште, сега што имаме, може би јас сакам да знаат во Сокан, нашето училиште интензивно се учени учителката, децата, многу често користат сите моменти кога воопшто причината да бидат запознаени, така да гледам бараме во нашите училишта дека почне да се буди таа и на нас и може би и на родителите да се разберат, да почне да се работи на тај. Ирина вели, добро е што почнува да се менува свеста и луѓето да прифаќаат и тоа е се последица на јавното говорење, се почесто на овие теми. Оно што сакам да споменам во контекст на прифаќањето, дека многу важен момент е да прифати семејството, токму како што Ирина и нејзиното семејство ја прифатија новонастанатата ситуација, и да работат на тоа. За жал, се уште е голем бројот на семејства кои што ниту сакаат јавно да говорат на оваа тема, ниту пак прифаќаат третман и работа со своите деца. Поразителен е фактот колку е голем бројот на семејствата и тоа може би се поради стигматизацијата на општеството, но ако сакаме да менуваме, мора јавно да говориме за ова. Да, за жал, семејствата многу тешко прифаќаат кога ќе се соопшти дијагнозата и тоа од една страна е разбирливо. Меѓутоа, со поминувањето на времето, колку побрзо се прифати дијагнозата и колку побрзо се почне со тие третмани, резултатите ќе бидат многу поголеми. Ние сме имале родители каде што после добар разговор многу брзо прифаќаат дека нешто со нивното дете не е во ред, тешко е да прифатат дека тоа е аутистичен спектар, меѓутоа почнуваат со третманите, ги слушаат препораките, слушаат, работат дома, се трудат така да постигнуваме значителни резултати. Имаме родители кои веднаш прифаќаат, имаме родители кои што за жал и после години на макотрпна работа се уште дијагнозата ја немаат прифатено. Меѓутоа да, општеството има голема улога во тоа и сметам дека е навистина важно да се говори јавно, навистина е важно да се види колку овие луѓе имаат потреба од поддршка, од прифаќање и мислам дека на тој начин ќе има олеснува. Кога зборуваме за семејството, зборуваме и за поширокиот круг на семејството, вклучително бабите, дедовците, најблиската фамилија, бидејќи исто така знам дека голем е и бројот на родители кои што доаѓаат, да речеме, кај вас на третман, бараат поддршка и работа со своите деца, меѓутоа не сакаат да дознае пошироката фамилија. Точно, да, се соочуваме и со тоа. Мајката или таткото се единствените кои што учествуваат во овој процес, го носат детенцето кај нас, работиме со третмани, меѓутоа детето многу голем дел од денот поминува со бабата и дедото, а бабата и дедото не знаат што се случува со детенцето, ниту па некој им дава конкретни препораки за тоа што треба да направат. Така да сметам дека во овој процес е важно да се вклучи целото семејство, баба, дедо, мама, тато, доколку има братче и сестриче, тоа се покажало како одличен успех кога сестричето или братче
мачето е вклучено, особено затоа што дечињата многу сакаат да имитираат однесување на други деца. Така да, би било убаво да се зборува и би било убаво да се направат и некои советувалишта каде што на родителите ќе им се посочи на кој начин најдобро ќе им помогнат на своите дечиња. Во контекст на прифаќањето, сама нако сакам да ја вклучиме повторно Ирена, имајќи предвид дека не секоја попреченост е видлива, а ние често знаеме да осудуваме, не знаејќи впрочем што го поттикнува таквото однесување. Пред известно време започнавте една иницијатива која што и ние Македонија наутро ја поддржуваме, сончогледовите ленти за препознавање на различностите. Она што мене ми се допаѓа е што оваа иницијатива и тоа како станува масовна, па ја прифаќаат и институциите веќе. Драго ми е што сега почна оваа година откуваме да се случуваат медицина, што направивме, да речем, меморандум и ЕСП и веќе дираат автопостелите, сончогледите, значи се повеќе луѓе надевам дека ги носат. Тоа е единствениот, да кажеме, дека има некаква потреба, некаква посебна, како се чувствува натвори, дека ми треба повеќе нешто. Оно што това да ги спомена за значи разбери, е мотото на и толку не разберем. Ние сами што се мисли, нашите дечиња што не разбереме него што е кузата. Натаму може да му на начин.Увајте од семејството семејството со деца сме први сме ние кои што сигурни. Не можеме да отпам околината ќе знае дека да се тркала на земја, дека дека тоа е секој да победи пико. Но од друга дадеме можност да суваат поинаку, барем со тоа што ќе мислам дека ќе биде многу и целото свесноста на луѓето. Во контекст на поголема свесност и прифаќање пред крајот на разговорот, каков живот и какви системски промени посакувате и за себе, но и за Кан во годините кои доаѓаат? Мене ми е желба дали дека се направат повеќе тие визии, да поддржат. Аутизмот како најва планета това различни видови решения. Значи, да бидат некаква поддршка до индивидуални места за живење, што живеат на улицата, се не конкретно да могат да живеат те што ги имаат това се случува. Ние би биле среќни барем се на какви да не општините, в моментот нема ние не функционален. Во училиштата кои се четат, од најмала возраст да разбираат како најинтензивна се. Треба да им се помага, а не само да се Бога, нели, еве, ти знај да се нели како можеш. Треба навистина многу обуки, да бидат живи, затоа што знај да навистина просто. Нели, свесност на планетава, треба леко да дека се тук само со прифаќање, нели, очекувам од се како можеш да помогнеш и може да се менува. И пак ќе зборуваме јавно додека не ги направиме промените. Сосема на крајот на разговорот. Денеска требаше да има еден многу убав настан со кој што ќе се одбележи 2 април.
Управата за хидрометеоролошки работи најави што најави, па за да бидеме сигурни, ќе го преместиме за следната сабота, така? Да, денес требаше да се одржи голем музички хепенинг по повод денот за подигнување на свеста на аутизамот, меѓутоа како што и вие кажавте, тој ќе биде поместен за наредната сабота, 9 април. Сдруженијето во мојот свет веќе 10 години уназад на овој ден под мотото Еден свет за сите организира настан со тоа што настанот ќе биде навистина убав, ќе има навистина убава програма покрај едукативниот дел, присуствуваат дечињата Златно Славејче, танцовото студио Юрека, Ирена, таму ќе има и куклена представа, театарска представа, така да слободно може сите да дојдат и да се забавуваат со своите дечиња. Која е пораката до родителите, до системот, до сите нас кои што треба сериозно да работиме на темата? Да, вака, пораката до родителите е првично секогаш кога нешто ќе забележат, дојдете, консултирајте се. Тука сме за да ви помогнеме, разговарајте со нас, ќе добиете насоки, ќе добиете препораки, ќе добиете еден навистина убав разговор кој што можеби ќе ви помогне понатака. А системот сметам дека навистина многу работи треба да се менуваат. Веќе се почна со инклузијата во училиштата, меѓутоа и таа инклузија треба да функционира онака како што треба да функционира, дека се консултираат и наставниците, професорите со професионалците на оваа тема, за да можеме сите заедно да изградиме едно поубаво општество за овие дечиња. Благодарам липа за гостувањето во Македонија на утро. Интернетот на големо ни го олеснува, на моменти забележавте веројатно конекцијата ни го отежнува животот, но ги разбравме сите пораки од Ирена и следно гостување и следна средба очекувам во студиото 3 на Македонската телевизија. Благодарам за гостувањето Ирена, благодарам липа уште за гостувањето во Македонија на утро. Одиме со вести.